Љубинка Такашманов вели дека за да бидеш добар рекрутер треба да имаш вистински мајндсет. Го основала Attitude како човек со IT бекграунд, за да им помогне на компаниите да се ги пополнат дури и најтешките IT позиции за 48 часа. Како? Дознаете во оваа епизода на Newbiz. Љубинка, добре дојде во Newbiz. Добре најдов, благодарам за поканата. Да стартуваме од почеток. Кажи ни за твојот професионален бекграунд. Знам дека си од IT, па нема да речам залутана, туку среќно најдена во рекрутинг. Како дојде до тоа? Сосема случајно и не сакајќи би рекла. Да, мојот бекграунд е IT, магистар сум по телекомуникација и софтверско инженерство. И сосема случајно тргнав по стапките во индустријата на рекрутингот, би рекла. Односно, главниот присврт, иако претходно имав некои најавувања, би рекла, со тоа што кога работев во Академија за суди, па некои проекти, па проекти што ги имавме, ајде да помогне ни да идентификуваме прави луѓе, имав некои најави дека ќе одам во таа насока, иако HR-от искрено не го сакав, дури го одбегнував културно. Меѓутоа, кога почнав да работам во првата компанија за Америка, бев на позиција IT проект менаџер. Требаше да почнеме нов проект и јас го чекам тимот, нормално девелопери. Имавме околу 15 на рекрутери, сениор рекрутери, кои што се обидуваа да најдат некои специфични позиции беа. И не можеа да ги идентификуваат, значи чекаме 2 недели, 3 недели. И јас пошто знаев што е, ги прашав, викам каде ги барате луѓево, да видам и јас да ви помогнам, ајде побрзо нешто да се случува. И ги најдов сите за 2-3 дена. Перфектни луѓе, може да виднаш да почнат. И како што ги дал Господ американците, за многу кратко време ме стаја директор за рекрутинг. И јас поима немав. Значи, беше многу интересно, затоа што таму имаше луѓе кои што имаа 15-20 години искуство, ја нула. Не знам што е hiring, sourcing, интервјуа, поима немав. И беше многу тешко, затоа што бев секојдневно се соочував со предизвици, со сопки, баш како пливање меѓу ајкули. Меѓутоа со многу учење, многу труд и посветеност, би рекла, успеав некако да си ги придобијам колегите и да имаме супер синергија, кохезија и работење и да менаџирам тимови не само од Америка, туку од цел свет. Работење со стартапи, со влади, со НАТО и на невозможни мисии. Успешно работев околу 16-17 години за две всушност американски компании. И после тоа случајно се роди идејата за Attitude, односно тоа беше, би рекла, одговор на побарувачката на пазарот во тој момент. Attitude се појави тивко, но брзо, затоа што во тој момент почна да се појавуваат многу странски компании тука во Македонија, кои што почна нормално да си бараат локални луѓе. И тоа тогаш настана дисрапт во IT пазарот, пред се IT пазарот, каде што компаниите почна да губат луѓе, заради тоа што им беа понудени од странските компании по високи позиции. И најпрво другари, пријатели, компании со кои што ги знам, побараа помош. Ти работиш со луѓе, дај помогни ни да најдеме. Добро, им помогнав. И сега како тоа да го изреализираме од правен аспект? Добра, ајде еве Attitude, компанијата која што ќе ви помогне. И на тој начин почнавме да работиме. Постоиме веќе 5 години. Прво како сайт хасл, а сега нешто на кое што сум целосно фокусирана. Градиме успешна приказна, работиме низ цел свет и им помагаме на компаниите да ги пополнат сите позиции во рок од 48 часа, без разлика на локацијата и без разлика на буџетот. На кратко е тоа. Да.
Те прашувам уште малку за влезот во предприемачки води, ама те се вратам на оно што кажа. Не знаев што е hiring, sourcing, што е? Раскажи ни за сите ние што не знаеме како ја откри, што всушност значи тоа? Како да ја направиме разликата меѓу регрутер, што работи регрутерот, што работи hiring менеджер, што работи оној кој што треба да ја најде базата, па потоа да се селектира? Во работењето мое, од секогаш сум сакала еден човек да прави, како што викаме ние, 360 степени рекрутинг. Тоа значи да си почне, да си ги најде кандидатите, да си ги интервјуира и така натаму како што тече процесот. Ќе го објаснам подоцна. Некои фирми предпочитаат еден само да бара кандидати, па друг само да збори. За мене тоа не е во ред, затоа што првата работа е многу досадна за еден човек да ја прави и ништо не учи. Туку само стапува контакт со луѓе и воопшто ако стапува или само праќа CV-ја. Регрутерот е човек кој што е всушност лицето на компанијата. И тоа не многу компании го разбираат. Не ја разбираат важноста на регрутерот, пошто тој човек кој што ја представува компанијата, ги представува вредностите на компанијата. И мора да ги знае вредностите на компанијата за да може да ги идентификува луѓето кои ќе се алајнуваат со тие вредности. Тој човек кој што ќе го најде кандидатот, ќе му пристапи на правиот начин и ќе почне да гради positive candidate experience, кој викаме ние тоа, и ќе го води кандидатот и ќе има отворена комуникација цело време со кандидатот, ќе ги застапува интересите на кандидатот исто со иста мера колку што ги застапува и интересите на компанијата во која што работи, се со цел да се најде заедничко решение. Сурсингот, да се навратаме, можеби се разбра нели од контекстот, е човек кој што само ги бара, ги сорса кандидатите и ништо повеќето. Потоа рекрутерот работи со hiring менеджерот со цел да се закажат нели интервјуа, за да се идентификуваат понатаму кандидатите во процесот. Би рекла најважно од се измеѓу сите овие луѓе, вклучително и кандидатот, е отворена комуникација, транспарентност, затоа што ако не се постават темелите како што треба здраво или се искомуницираат информации кои што не се точни, после доаѓа до проблеми во целиот процес. Или откажување на кандидатот, или hiring менеджерот нешто разбрал, нешто не разбрал, дознал на интервју, не дознал, или кандидатот ќе почне да работи, па после сите ќе увидат дека не е фит. Затоа Attitude во целиот тој процес ние имаме ригорозен процес, низ кој што поминуваат сите кандидати, за да бидеме сигурни дека се перфектен фит за нашиот клиент. И сега кога те слушам вака звучи едноставно. Овој ги наоѓам, ги селектирам, овие се фит и завршуваме работа, а во реалноста слушаме се почесто дека 5 интервјуа, проектна задача, траело 3 месеци. Зошто е така? Заради многу причини. Прво ќе почнам од рекрутерот. Рекрутерот, за некој да биде рекрутер, треба да има мајндсет за рекрутер. Што значи тоа? И тоа јас ги учам и моите рекрутери, исто така имаме и курсеви кои што нели им помагаме на рекрутерите да постигнат ниво кое што треба, за да можат брзо, лесно да идентификуваат кандидати и да го оптимизираат процесот, за сето ова да звучи лесно. Тоа што значи? Тоа значи дека рекрутерот прво треба да биде relentless. Тоа значи да не се откажува. Како што спомна, од аспект на рекрутер, ти тоа што го кажа беше кандидати, меѓутоа ќе дојдам и до тоа, од аспект на рекрутер, пополнуваш 5 позиции, ти даваат 10 нови. Праќаш 10 кандидати, позицијата е on hold. Сите кандидати поминале интервју, позицијата се затвора. И тоа за многу представува стрес, а не треба да биде. Тоа треба да биде уживање, тоа е лајфстайл, тоа е мајндсетот на рекрутерот. Дека што и да биде, не е битно. Важно е јас да служам. Моја цел е да им помагам на кандидатите, да им помагам на компаниите. Рекрутингот сватив, кога ја отворив мојата фирма, всушност тоа го сватив, дека е многу благодарен бизнис, односно е win-win-win бизнис, и за кандидатите, и за компаниите, и за нас, нормално, кои што помагаме да се спојат тие две работи. И кога ги гледаш сите позитивни работи и сваќаш дека тоа е само дел од процесот, таков начин на работа воопшто не ти представува проблем, туку напротив релаксација.
Исто така рекрутерите не треба да се жалат, мислам да се жалат во однос нема кандидати, не можам да најдам, многу е низок буџетот и така натаму. Треба да играат за да победат. Треба да бидат resourceful на некој начин. Значи, може да се најдат кандидати. За секоја позиција ако се отворила, има кандидати. И тоа е нашата мисија, да покажеме дека за секоја позиција има кандидати, перфектни, и дека таа позиција може да се пополни. Значи, сум се соочувала со невозможни мисии, и сме успевале да најдеме кандидати за било која позиција и под многу тешки услови. Например, ако можам и да наведам, сега ми текна, имавме, кога работев за американската компанија, ми се јавува CEO-то во 8:30 навечер, пошто американско време, ја до 11 работев, ми се јавува и ми вика, ни требаат 18 луѓе за НАТО, пошто ја бев НАТО акаунт менаџер, со secret clearance, тоа е безбедносен сертификат во Америка, кој што ќе може утре да отидат во Белгија. Американци. И цената нормално беше многу пониска, затоа што така влеговме да ги супортираме НАТО. И викам, до кога требаат луѓе? Вика, па треба до вечер. Викам, па кај мене е вечер. До која вечер? До која вечер? И тоа беше, значи мораше да се најде. Нема не, затоа што според договорот тоа се тие governmental contracts или secured contracts мора да се почитуваат до точен дедлайн. Значи нема каснење, иначе има многу реперкусии. И во овој момент треба да бидеш resourceful. Значи, што можеш да направиш, да најдеш луѓе кои што го имаат веќе тој клиранс, значи не е било кој на улица што можеш да го најдеш, го има и техничкото знаење, требаше да се местат некои рутери во неколку бази во Белгија, и да треба да отидат во Белгија. И да треба да отидат во Белгија утре дента, да. И да бидат ефтини. И се мислев, викам, кој може толку брзо некој да отиде, ми текна дека овие што се резервисти од армијата, тие од време на време ги викаат на вежби, меѓутоа поголем дел од времето се седат, мислам, они си добиваат нека плата, бенефити, меѓутоа тоа е многу ниско. А сите имаат барем секрет е основното. Викам, сигурно барем секрет, клиранс имаат, и почнав да барам и викам, која земја најефтина? Флорида, не баш, ми текна Пуерто Рико. Тие се со пониски стандарди и барам, му се јавувам на еден кандидат и викам, слушај, вака и вака, дали си слободен? Вика, па да, вика, не слободен сум, вика. Викам, волка е цената. Вика, супер, одлично. Пасош има ли за Белгија? Да, тоа беше следното прашање. Пасоши, не знаеа дека треба пасоши. Они не знаат и дека требаат 5 сати порано да бидат на аеродром за интернационални флајтови. Сето тоа требаше да се искомуницира. И американците сакаат да ги потсеќаш. Дали стана? Леле. Дали облече кондори или уште си по столки. Мислам, на тој начин се функционира, меѓутоа, окей, тоа е менталитет кој што ти на германец да му се јавиш да му речеш се спремаш за интервјуто он сајд, дали облече кондори, ќе ми спушти телефон и нема да отиде на интервјуто. Меѓутоа американците тоа си го ценат и го гледаат како акт на, нели, kindness, се грижиш за него и така натаму му помагаш. Да се вратам на приказната само на кратко и викам, дали случајно имаш некој другар, пријател кој што може да дојде со тебе? Вика, да ти дадам ја број од капетанот на скводот. Вика, види со него. Цела единица, баш буквално му се јавувам на тој капетан или лидли што и да беше. Викам, слушај, вака и вака, дали може да ми најдеш луѓе? Викам, цел комишен тебе ќе ти го дадам, не е проблем. Ма каков комишен? Вика, одличен е ретот, вика, за 2 сати ги имаш сите луѓе. Ја жива срекна, 22 отидоа, не 18, 22. Значи, такви невозможни мисии имам многу други такви примери каде што сме пополнувале позиции веднаш и сега со attitude не сакаме да кажеме веднаш, затоа што ќе ни речат дека сме ненормални, еве кажуваме 48 часа, меѓутоа се случило многу често во Америка time to hire не е 48 часа, пошто јас тебе те праќам, ти идеш на интервју, веднаш после интервјуто одлучуваат, ти немаш отказен рок, пошто нема отказни рокови во Америка, од култура остануваат 2 недели.
и веднаш почнуваш. Кај нас во тој рок ќе добиеш перфектни кандидати кои што ќе почнат кога ти си спремен. Сега, тој дел на 5 интервјуа што го кажа и така натаму, тоа е тоа што ние ги советуваме нашите клиенти да го убрзаат процесот, за да го задржат тој позитив candidate experience. И сме имале одлични примери каде што процеси од месец-два се скратени на неполна недела со поминати управни одбори и така натаму. И со тоа им се задржува кадарот. Значи ти како компанија ако не покажеш интерес за кандидатот или чекам јас фидбек да ми дадеш за кандидат 3 дена, 5 дена, тој кандидат што ќе каже за сериозноста на компанијата или за твојот интерес према него. И тоа е тоа што ние на нашите клиенти им даваме екстра, значи даваме многу вредности и пробуваме да работиме со клиенти кои што не разбираат. А тоа се клиенти кои што јас ги викам се во yes mode во работата, односно што сакаат да растат, се спремни да пробаат нешто ново, сосема поразлично за да добијат нормално различни и брзи резултати и квалитетни. Со нив разговорите се не се преговори, туку се инспиративни дискусии од кои што поднатаму произлегуваат и други нели соработки и работата е многу лесна и прават се во ова да изгледа многу лесно. И тоа се радувам што се повеќе имаме такви клиенти. Од друга страна имаме и клиенти на кои што моравме да им кажеме не, со цел да кажеме да на визијата на Attitude и да растеме заедно како што треба. Сега, влезот во тоа да имаш нешто свое, ај се случил Attitude спонтано, ама кога веќе се случил, сигурно си размислувала, чекај сега, кои се предностоите, кои се недостатоците на тоа да работиш за друг и да работиш за себе и да мораш да мислиш на се она што треба да го направи компанијата, меѓу другото и да расте и да се позиционира како различна од сите останати. Што би издвоила како една одлична работа кога имаш своја компанија наспроти работењето за друг и обратно, што е топ кога работиш за друг, а не е баш најсјајно кога си на своја? Интересно прашање. Од кога почнав да си работам за себе, мислам дека нема добра работа, една добра работа ако работиш за друг. Значи ние ни пари во светот сега не би ме вратиле да работам за некој друг. Затоа што тоа што го добиваш кога работиш за себе е нешто што не може со ни пари да се плати, а тоа е слободата, времето и начинот на размислување. Значи, кога си слободен и знаеш да ги правиш работите и сакаш да ги направиш по твое и гледаш дека успеваат, нема ништо во светот што може да ти даде повеќе од тоа. Така што тоа е единствената позитивна, мислам не е единствена, тоа е најголемата позитивна работа да се работиш за себе. Секако од друга страна има многу предизвици во однос на финанси, морав да научам сметководство, морав да научам финанси, се трудев да научам маркетинг, бизнес девелопмент, сейлс, значи ги учам сите тие работи што цел тим всушност на почеток треба да ги работи, меѓутоа кога нема тим морам јас да ги научам. И беше напорно и се уште е, не викам дека е лесно, меѓутоа сите тие тешки работи не ја балансираат слободата која што е им. Сега, сето на што си го научила предходно како дел од обврските, предизвиците во рамки на кариерата кога си работела за американските компании, го имплементираш во Attitude и освен брзината, нешто што е специфично за вас е тоа што нудите лизинг. Пред да те сретнам, врска немав што е тоа лизинг на вработени. Ај, објасни ни како функционира тој систем, што значи direct placement, што значи лизинг. Direct placement е тоа што го прават рекрутинг компаниите. Мислам, ние сме пред се IT компанија, која што им помага на луѓето да си ги пополнат нели позициите и тимовите со перфектен фит. Direct placement е јас наоѓам кандидат, ти го давам, ти си го интервјуираш, си го вработуваш и тоа е тоа. Staff leasing е нешто што многу се бара, посебно од странските клиенти, посебно на проекти кои што се short term, под short term мислам 6 месеци, 8-9 месеци, каде што на компаниите не им се исплати некој да го вработат full time, за после тоа да го отпуштат врз основа на проект.
И тоа е идеално за компании кои што имаат цело време некои луѓе на бенч што им седат, нели, им се трошат ресурси, не ги искористуваат. Ние тоа што го правиме е, ако имаш проект, дури и 2 месеци, ние ќе ти го најдеме перфектниот кандидат, ќе заврши работата за тебе и ти не се замараш ниту со вработување, ниту со отпуштање, со договори, бенефити, одмори, бонуси, опрема, ништо од тоа. Ние тоа се го покриваме. Ја завршува работата и тоа е тоа. И тука многу компании го гледаат тоа како предност, затоа што времето е премногу скапо за ти да се замараш со сите тие работи, посебно стартапи кои што немаат ниту HR, немаат ниту, не знам, акаунтинг, ниту финансии, едноставно не ни сакаат да се замараат со тоа. Сакаат тим од луѓе, од, например, 5-6 девелопери, 10 девелопери, кои што ќе може да почне за 2 дена, за 5 дена, за 1 месец и ќе работат 5 месеци, 6 месеци, 2 години и ќе работат само на нивните проекти. И после кој ќе заврши проектот, со тие луѓе они немаат ништо, немаат апсолутно никаква обврска. Тоа е разликата. Звучи интересно, звучи футуристички. И сега кога зборуваме за футуристички или за иднината, како гледаш на твојата индустрија во светло на ненормалниот развој на вештачката интелигенција во последниве 2 години? Што забележуваш дека се менува? Што сметаш дека може комплетно да исчезне баш поради AI? AI пред се, мислам, тоа е реалност. Дали ние сме спремни да ја прифатиме или не, тоа зависи од нас. Меѓутоа AI е тука, иднината на рекрутингот е тука. Не сите може да ја видат. Иднината на рекрутингот е брзина, интелигенција, прецизност и пред се човечност. AI е buzzword, значи не е толку страшно како што многу луѓе нели опишуваат, иако многу компании мислам дека го искористија тој момент да си направат промена во структурата, да отпуштат дел од луѓето, нели да внесат свежа крв во компаниите. Не е толку, се уште не е, и мислам дека и ако ние не дозволиме, нема ни да биде на тоа ниво за да заменува работни места. Меѓутоа е алатка која што секој мора да почне да ја користи, ако не сака да биде изоставен. И во тоа светло, размислувајќи нели како можеме ние да подобриме хајрингот, рекрутингот со помош на вештачка интелигенција, дојде една идеја која што ќе го искористам ова тука овој момент и да споделам прв пат јавно. Почнуваме да работиме на хајринг платформа која што се вика Cohesix, која што ќе биде нели со AI во позадина, сршта ќе биде вештачка интелигенција, и ќе може да прави тоа што ние го правиме сега за 48 часа, ќе може да го прави за неколку минути. Тоа сакаме да им дадеме екстра вредност на нашите клиенти, со уште поголема брзина и уште поголема прецизност, и верувам дека тоа ќе биде нешто што комплетно ќе го смени начинот. Значи не зборам за evolutionary алатка која што ќе го олесни нели рекрутингот, туку зборам за алатка која што буквално ќе го редефинира. И ќе биде, се надевам дека, верувам дека ќе биде доста користена, пошто веќе над 80% од моменталните клиенти веќе бараат таква алатка, што ги имаме моментално во IT. И идејата почна, идејата беше тука, меѓутоа сега се активираше со помош на луѓе, млади луѓе кои што успеале и успеваат и подаваат рака, нели безусловно да помогнат со совети, со финансии и така натаму, се со цел да ги гледаат луѓето околу нив успешни, и сакам да им се заблагодарам на сите тие луѓе. И воедно можеби и да поканам некои други луѓе кои што сакаат да направат добро за човештвото и кои што сакаат да бидат дел од оваа промена, да ни се приклучат, дали се бизнис oriented луѓе или angel investors кои што сакаат да бидат дел од оваа револуција во хајрингот, може да ни се приклучат и да бидат дел од целиот тој процес. Затоа што сега е моментот. Да. Така. Значи тоа е иднината на IT-тот. Па да, би рекла најверојатно да, тоа ни е планот да биде иднината на IT-тот,
и да биде и нината и на дел од hiring процесот. Ви посакувам успех. Благодарам.